Почитувани колеги пратеници, почитувани членови на владата, обично, прво с убаво ќе почнам, па после други оддели чувствата. Прво би сакал да им го честитам Великден на сите оние кои што го слават на многоја лета, за многу години Великден, Христос воскресна. И нека биде тоа надеж кога е тешко, нека биде опомена кога е добро и нека биде воздржување кога треба да се дигне рачна кочница. Изминативе 5 дена бев во 5 општини, бев во Тетово, бев во Гостивар, бев во Кисела Вода, во Центар и во Аеродром. И не знам точно колку луѓе сретнав, што поздравување, што разговор, некаде и полемика, но можам да ви го кажам следново, почитувани членови на владата. Можам да ви го кажам следново, поддржувачи на мнозинството. Не сретнав буквално, ниту еден македонец, кој што джигерот него боли за ова што се прави. Не сретнав ни еден македонец, ни еден, кој што кажа во рете ова што се прави, добро е ова што го прават, нека проложат вака. Сретнав многу загрижени луѓе. И во Центар, и во Кисела Вода, и во Аеродром, и во Тетово, и во Гостивар. Кога си го честитаме Великден, беше ширење на рамења, онака, малци и честитка, ама помешани чувства. Помешани чувства на воздишка, на тежина, на неправда, на која сме свидетели. И не знам тоа како да го опишам. Малце ми се 15 минути. Само за тоа да се зборува 15 минути не е доволно. Искрено ви кажам, вако Великден со години и со години немало, кога се зборува со луѓето. Но здравје и нејсе. Патемо тие од прилика 100 луѓе кои што ги сретнав, 10 беа членови на СДСМ. 23 активисти, баш членови по општински организации. Секој од нив шири рамење и доле главата. Секој. Не преувеличувам, не велам дека 20, 30 или 50, 2-3, не повеќе, 2-3 и 10 луѓе. И ќе видиме кај ќе оди тоа. Почитувани пратеници, ова е моја прва дискусија од оваа говорница после, мислам дека беше 14 март. Од 14 март ние како пратеници веќе во овој парламент не можеме и не смееме да поднесуваме амандмани. Ние не можеме да поднесуваме амандмани. Зашто? Затоа што нашите амандмани се помножени со нула. Што е улогата на пратеникот? Улогата на пратеникот е да зборува и да поднесува амандмани. Ние не смееме да поднесуваме амандмани. Суспендирано е тоа. И тоа не е мал преседан, тоа е огромен преседан. Во година дена која што имаме на оваа влада, единствената работа што има направена оваа влада е законот за јазици. Зошто? Само за да се направи тоа владино мнозинство и ништо друго. Една бандера не е направена. Една шајка не е закована. Што е подобрено? И доаѓаме до главното прашање кое што секој граѓанин на Република Македонија треба да си го одговори. А тоа е, граѓани на Република Македонија, дали живеете подобро отколку пред една година? Во Република Македонија, освен 50 души кои што влегува во влада и 50 души гарнитура, никој не живее подобро. Затоа што се е поскапо, затоа што стојат платите, стојат пензиите, затоа што ни една фабрика не е отворена. Ни една фабрика не е отворена. Каде е Facebook, каде е Google? Абер нема да дојде. Министрите за странски инвестиции, имињата не им ги знаеме. Јас сум член на овој законодавен дом
Имињата не им ги знам, едино го знам Шапорич затоа што е 20 години во политика и затоа што беше активно во Кисела вода и во ЛДП. Имињата не им ги знаем. А не пак ќе ги знае Хјулит Пакард, БМВ, Опел или некоја странска фабрика. Фени, затворено. Југохром, има ли абер дека ќе се отвори за 2 месеци? Југохром, премиере, вие 5 дена пред изборите локални, подпишавте договор, рековте, мислам дека беше 1 јуни ќе почне со работа. 1 јуни е за 50 дена, ќе го отворите ли Југохром за 50 дена? 700 луѓе им зависи работава, дали ќе останат во Јагуновци или ќе сисалат. Дали ќе го отворите Југохром, презема Автоборска, вашите НГО го затворија. Понатаму, кога сме веќе на таа тема, пред 2 месеци се укина, нели како беше оние царини за акумулатори, ќе дојде голем инвеститор, нели тоа беше наративот и беше кажано не, тоа не се прави за фирмите на Кочо Јанјушев. Тоа се работи дека ќе дојде голем огромен инвеститор во македонската економија. Не знам дали Тесла Моторс или Елон Маск или Honda Prius, Toyota Prius ли ќе се прави некој модел. Еве, ги укинавте царините, тоа е поволно за вице-премиерот. Дали дојде некој инвеститор? Абер нема. И вие и јас го знаем одговор. Секој го знае одговор. Абер нема од нови инвестиции. Да, вие може да ги зголемувате социјалните давања. Да, имаме сега вака една прилично болшевичка агенда, една агенда која што вели зголемува и даноци и брка инвеститори, но каде ќе се создаде додатната вредност? Додатната вредност ја нема. Додатната вредност во Република Македонија нема абер било што да се направи. 1 метар асфалт не е фрлен во Република Македонија. Ќе ви кажем еден пример. Да, ќе го отварате Демир Капија Смоквица за недела или 2, но Демир Капија Смоквица е готов пред година ден. Единствено што требаше да направите минимални работи. 1 метар асфалт не е ставен на Демир Капија Смоквица, зашто претходно е направен. 1 метар банкина не е ставен на Демир Капија Смоквица затоа што претходно беше ставена. 1 нов знак не е ставен затоа што сите знаци беа поставени. 1 година не може 2 бандери да мрднете 30 метра. И сега ќе го пуштате патов кој што ви е направен порано, за нови абер немате. Абер нема за нови патишта. Или за било што. Скопје никогаш не било по-валкано. Не се асфалтираат дупки во Скопје. Нема област, нема економски индикатор во државата кој што не се влошува. Еден индикатор нема кој што се подобрува. На листата Doing Business, единствено прашање од 10-11 место што ви оставено дека имаме 20, 30, 40 или 50. Имаме најлоша економија во Европа. Со 0 раст. Ако до вчера имавме ситуација каде што за месец-два се отвараа нови фабрики, сега тоа не е на агенда. Што се работи? Се продава името и ништо друго. Зашто? Затоа што тоа е преземената обврска, тоа е фактурата. И ништо друго. Се е фрлено на една карта. Од целата влада немаме повеќе од 5 или 6 министри кои што од прилика знаат што треба да прават и кои што нешто прават во своите ресори. Добри 70% од владата, 80% од владата се волер. Се однесуваат како да се 10 години на власта, 10 месеци се. Има уште многу работи и ова сакав патем да го кажам, 2 имиња сакам да спомнам. Се чувствува ли некој во оваа влада горд или не знам то, како да кажам, охрабен со тоа што го малтретирате Сашко Кедев, што го деградиравте не знам колку скалила. Анонимно си го малтретираат Сашко Кедев. Знаете што ќе биде последицата? Последицата ќе биде човекот кој отиде или во приватно или во странство. И после тоа 300, 400 или 500 луѓе кои што требало да ги оперира во Македонија, или ќе треба да даваат за приватно, или ќе треба да собираат пари со донации и да идат по странство. Зошто го малтретирате Сашко Кедев? Чисто како пример и парадигма на десетици и на стотици луѓе. Што аер имате ви од тоа што едном темелко го малтретирате? Кој што човеков не може да оди. Кога ќе видам некоја балканска држава да надвор од своите граници малтретира некој градоначалник свој, кажете ми. Кажете ми кога, не знам, Бугарија ќе ги малтретира градоначалниците на Босилеград или Димитровград.
Кажете ми кога Грција ќе го малтретира градоначалникот на Никозија. Кажете ми кога, например, не знам, Албанија ќе го малтретира градоначалникот на Тетово или на Тирана. Пардон, на Приштина. Не, Македонија е единствената држава која што го малтретира единствениот македонец надвор од Македонија кој што е градоначалник на некоја општина. Што имате од тоа, што чувство на задоволство чувствувате од тоа? Абер немате да доведете ред во други области. Во други области, не, таму полицајката судрила во пајак. Полицајката судрила во пајак. И после тоа селективна правда, ќе донесеме правда, нема да биде, па да, почнете од своите. ВМРО ДПМН е се повеќе лански од снег. Принципиелноста се докажува на своите. Рековте има 20 министри. Кои се тие 20 министри? 8 месеци помина. Ајде од коалиционите партнери. Овие преминувања кои што ги имате тука за коалициони партнери, дали е тоа уцена? Дали уцената придружи се на мнозинството за синци да не иде у затвор? Што е, значи, принципиелноста, докажете ја, принципиелноста докажете ја на своите. Затоа што ние имаме ситуација каде што, како никогаш порано во Скопје, горат коли на паркинзи, секој 3 дена горат коли. Затоа што има убиства и вратени сме во 95-та, 96-та, 97 година. Затоа што има небезбедност. И затоа што ова се нарациите за кои што можеме и треба да дебатираме. Замислете ова да се случеше пред година, дена или две. Па ние ќе видевме 10 шарени револуции. 10 шарени револуции. Шарената револуција се сведе на тоа 50 луѓе се сместат во влада и 90% од нив да не им креваат телефон на оние 5000 луѓе кои што гинеа за нив, а сега ги бараат. Тоа е таа шарена револуција или шарена манипулација. Уште многу работи има кои што може и кои што треба да се кажат. Но за жал не знам, не сум оптимист. И се повеќе и повеќе, што ја не сум оптимист, според јас сум ВМРО-ец кој што ќе го критикува СДСМ. Да, јас ќе бидам во партијата, гарнитурата, структурата во која што припаѓам и таму сум со децении, таму и ќе останам. Но вас ве прозиваат луѓе кои што до вчера ве поддржуваат, луѓе со кои што заедно чекоревте. Ова разжашарување, знаете на што ме потсеќа? Еве ќе ви кажам една година после владата. Ние бевме 2007. Владата на ВМРО ДПМН 2007 година беше во пета брзина со 6% раст. Владата на СДСМ 2003 година на Бранко Цренковски беше влада која што работеше, тераше, имаше некоја идеја што да прави. Ова ме потсеќа мене од прилика во губењето на поддршката оној период 98-99 година. Ние бевме на власт година дена, имаше доста луѓе кои што со сила на околностите и приликите, зашто 70 години бевме надвор од системот, за прв пат дојдоа и имаше големо неснаоѓање. Ова ме потсеќа на 98-99 година. Каде што брзо паѓаше рейтингот, каде што истомисленици наоѓаш во штапи 50 метра околу штапа, кога излезеш надвор, шириш рамења, како што сега шират рамењата членовите на СДСМ на Великден кога ќе се сретнеме. Така да има уште многу работи кои што можат да се кажат. Да, некој ќе рече времето е кратко, не знам, треба снаоѓање, да, во ред, нек се даде тоа, се даде и 100 дена, и 200 дена, и 300 дена помина. Но ниту има абер да се згоднат платите, ниту има абер да се згоднат пензиите, ниту има абер да дојде фабрика или нешто, не. Се е фрлено на една карта, каде што целата филозофија е сведена на тоа да македонскиот народ се чувствува онака како што се чувствува. Ние ќе имаме вакви политички наши контри, реплики и контрреплики, ќе си кажеме многу работи, но мислам дека нема човек на кој што се тоа што и се случува на Македонија многу не му теши. Благодарам. Благодарам и на вас што имам ќе кажам и во репликите. Времето е кратко, 15 минути се кратки. Благодарам.
Нека ни е на Андјушев сите- Кочо, нека ни е на реплика. сите со среќа.